Господине Младеновски, еве голема чест денеска ми направија моите соселани во селото Долгаец да бидам по трет пат гостин и заедно со продукцијата Марио Филм да направиме што се вика потребна репортажа. Вашето ми селово и сум прече благодарен од твоите соселани кои што беа гостопримливи, кои што секој домаќин ни отвори портата, влеговме во нивните дворови и ми раскажа многу приказни за историјата на селото Долгаец, кои што нивните родители, дедовци, баби им ги раскажале и тие дел од тие приказни ќе ги пуштиме во ова нова репортажа за да не ги оставиме на правта на заборавот, а со една порака тие приказни кои што ми ги раскажаа вашите соселани да им ги пренесиме на генерациите кои што ќе доаѓаат во селото Долгаец и кои што ќе живеат во селото Долгаец. Ајде вака едно се наоѓаме тука во твојата куќа кај што ти одека роден. Сум пријатно изненаден од новото изградено што е одека и ова ми е поентата. Ајде малку да овачио да накратко да прво да ми кажете од која фамилија сте, колку е стара вашата фамилија, колку број членови вашата фамилија и што од тоа што ве наведе, еве овдека, таа стара куќа која што се родени вашите родители, да ја обновите и да видите така речено чест гостин на своето, онаму кој што се родени на вашето родно огниште. Јас овде сум роден, израсен до 19 години. Последниот тутун го изработив 75. Од 76 сум на работа во Скопје. А цело време моето семејство престојувало тука, до дека јас можев да бидам носител на работата, кој татко ми беше во Скопје и после ние се иселивме одовде. Претходно 68 година имаме купено куќа во барака во Одрачево. И овде доаѓаа само родителите кога му беше на татко ми годишен одмор. Ја немав доаѓано повеќе години како беџар и така. После некое време дојдов овде и видов дека куќата се запуштува. Паѓаат во задниот дел крово, попуштило. И ги прашав моите, има намера, нема, и после ја решив да почнам да ја обновувам куќата. И обновувам многу време куќата, после 2000 година и стигнав до него. Подигнав неколку кредити, работев во секое време ходев слободен и направив и сум активен во селово цело време кога можам да дојдем. То го сакав, то го направив. И сега сум секој викенд. Еден сум во Скопје, а едниот сум в село. Овде престојувам, овде се вратив, кај што сум роден, кај што сум израстен и ми го го. Што го недостасува на живеотот во селото Долгаец? Во селото Долгаец не му достасува многу работи, ама то поделено по категории, највише не му достасува инфраструктура. Тоа е промаршено или не е направено во некој минато време. Кога јас сум дете, па сум заминал во Скопје, истата ситуација е полоша. Еве јас дојдов, направив една точка на земјинава кугла или на мојата држава, оплеменив све, ништо не е направено од општиниве. По широката Прилеп, по тесната Долневи. Јас сум 63 годишен човек и не знам колку треба време тоа да се направи, а ние сме во срцето на Пелагонија или на почетокот на Пелагонија, под Солунска глава. Имаме поле во регионот од Побајте во класи на земјиште, имаме се, соседните села ни го работа полето и живеат од нашето поле и кај нас ништо не се инвестира. То ми е криво,
сакам повик еден да дадам до сите мои долговчани да сака да дојдат. Да дојдат на својата. Сите има темели кои што се живи, родени овде се, сега одат генерациите мои, што овде учевне заедно, што школувавне, пасевне стока, работевне, излеговне од село, сите од овде направимне кујчи в Скопје. Сакам да ги повикам секако пензионери, да дојдат, да ги видат своите стари кујчи и стари зидови кај што се, да ги подкрпат, да ги подигнат, да ги обноват, освежат и да дојдат. Тоа ако го направат, не се свесни колку направиле за себе. А сето тоа ќе го продолжат за нивните деца. Или ако не децата му се возрастни, внуците ќе ги носат. Оти такви имаме примери по село. Доаѓаат, луѓето обновуваат и сега внуците им доаѓаат. Ако не доаѓа синот, ако не доаѓа внукот, тој заминал, нема кој да дојде више в село. Има многу од нив, има земјиште овде, дава под наем во соседните села, ќе дојде еднаш годишно или ќе му донесе парите во Скопје и селото само толку го интересира. Ја ги повикувам од срце, од душа. Сите мене ме знаат. Ја работев јавна функција, некоја државна и ги знам сите, со сите се среќавам. Кој е работно способен, финансиски мојчен, да дојде да го посети селото и да обнови нешто во својот двор, во својата куќа, на својот дел, поделен имот, неподелен, нека се договора како ќе се подели тоа и да дојде овде, оти овде е пензионерската воздушна бања, една од најдобрите пошироко во Македонија. 715-20 надморска висина. Нема подобро за возрастен човек. Да дојдат или да не посета нас, нека дојдат, ако немаат каде, нека не посета на гост. Ние сме во просек сите блиски, по фамилија, по роднини, по едно друго, у генерацијата. 52, 53, 54, 55 се пензионери. Се имаме нови пензионери. 56, 57, 58, 59, 60, утре чудо, година чудо, другата година чудо. Нека дојдат овде и нешто нека направат за себе и сите ќе направиме заедно за село. Тој ми е најголемиот повик и што ако ја поединачно нешто сум направил. Тоа е сатисфакција за мене, оти јас сум го сакал тоа, ја не можам сам да седам овде. Тоа го сакам со сите да дојдат, да се дружиме, да си помогнеме. По таа страна тоа би го кажал, а би спомнал, пречка е за сето тоа, немаме комуникација. Јас знам што значи комуникација. Пат. Цел живот сум бил полицаец и сообраќаец. Сите патишта сум ги газил и цртал и прецртал, имам преку 2000 сообраќајки записници направени. Нема кај не сум одел, делегации сум носел, сум водел, сум учествувал во ескортното обезбедување све. Има терени кај што самопиле може да ги прелетат, а ти има пат. Ние во ова рамнина, во ова убавина овде, по Солунска глава, од овде до Баба планина, до Меджитлија, до Битола се гледа, како на дланка. И немаме пат 5 километра. Не заборавила општината, малата општина, новата, не заборавила државата. Некој нека се погрежи, нека има обзир да нешто нека направи за овој регион. Нека направи за овие луѓе овде. Ќе дојдат ако има услови, ако има комуникација. Имаме сега некоја иницијативен одбор, нешто да направиме. Одиме по нашите авторитети од селото, одиме по општинските, по општината, цел овој ред по надлежност, како што треба да се запази,
нема големо обеќање, ама се надеваме дека нема да станат 5 века глуви. Некој нешто мора да направи за овој регион. Отие не е само моето село, обкружувањето во овој полукруг на села се повеќе. Сите имаме некаков таков проблем. Ако се направи инфраструктура, ќе се вратат генерациите. Ќе се вратат, ако сега не се вратат, во овој момент, нови генерации што ги спомнат, што се овде родени, нема више вреќа. Другите се сите изродени во Скопје, не се овде нововречени во детството и тој не можеш никако да го вратиш. Апелот до сите мои, Муговчани, Маргаречани, Зрзевци, Стровци, Костинци, ние прво соседно село, ама таму инфраструктурата е горе-доле добра. Ние централно село таму, за другиве села, сите ги повикувам да дојдат. Еве сега не стегна криза. Се виде потребата на селото. Ни дојдал луѓе, не посетија, се вратија, ако нема каде, кај комшијата, кај братуџет му, кај овој онај, и се раздвижи селото и малце побол. Јас не знам во тој дел повеќе што да кажам, ама за селово го познавам доволно, и историјат, и фамилии, и се оти. До 19 години живеев и сега сум активен и постојано тука, и со градби, и со присуство и така. Речи дека од твојата 15 годишна возраст, откако заврши основно образование, замина во Скопје и после пенсионирањето, пред пенсионирањето си доаѓаш тука постојано. Може да имаш ли некои податоци отприлика во градовите во Македонија, пред се тука во Прилеп, во Скопје, колку има семејства, колку иселено и живеат во градовите? Имаш ли некој податок така? Точно јас статистички податок не сум правил, а можам да направам. Во најашо ги има познавањата. Нашето село прво емигрирале, нашите луѓе излагале од тука до Прилеп, до Битола, и наглата иселување и емиграција е направена во почетокот на 70-те години. Татко ми е излезен овде да купи куќа во Драчево 68 година. Многу малци имаше луѓе излезени што купува куќи од овде, а пред тоа имаше една мала генерација што излагале на школување, постанувале по градиштата. По Скопје, по Велес, по Прилеп, по Битола. И после една масовна, кратка, за 4-5 години, сите што беа млади, тазе женети, со фамилии и деца, за 5-6 години, сите меѓу 22 и 36-7 години, татко ми беше, сите излегоа, а некои дури постари. На 42-45, дори не може да се запослат, тој среќа имаше работа многу во Скопје, па се прима негде. И излезе, селото се испусти за 7-8 години. Ова да ве прашам, ако инфраструктурата, водовод, канализација, на времето пред 20 години, мислам на имека беше да имаш телефон, пат, што е најосновното, беше направена пред 30 години. Ќе имавне онаа судбина што денеска ја нарекуваме заборавени села. Или ќе нарекува нашите села како едни приградски населби, како што се денеска во околината на Скопје, на Битола, на Прилеп, па и сигурно ќе можеби ќе запраши таа печалбарска традиција која што пред 30 години па и повеќе оде на печалба за да печелат и се враќаат денеска заминуваат и за да не се вратат. Да, во тоа време излего многу луѓе од овде. Ние од нашево село немаме многу странство. Имаме 5-6 фамилии. Една само еден човек дојде од Австралија и направи, купи куќа и направи овде куќа. Другите останаа, тој што отидоа и така.
ако била инфраструктурата направена на времето, се почнало село наше добро. А во тие микро, мали задруги, во село наше имаше задруга, комбинатот Прилеп ЗИК, како се викаше. Имаме ние доле 3-4 трактори, гусеничар трактор, лозија, рилја, воста не саде, туто не саде, во селската дома што ние селски го користеа за све. Сето тоа траеше многу кратко, 6-7 години, 7-8-10, и после се повлекува према Секирци, и од таде исто згасна сето тоа, Прилеп, и тој како комбинат, мислам, многу одамна не постои. И сите луѓе излегоа, што беа таму прободени, излегоа према Скопје. И овде остана многу малци луѓе, работно способни и само не заинтересираните за надвор, тие остана. Во селово наше ќе набрам на 5 прсти. Во 80-90 куќи. Што нема кујче купено, плац купено во Скопје, Прилеп. Во тој момент емиграцијата беше за Скопје. Сите направи кујчи, сите ги однесоа децата таму, после од кога отидоа таму направи по 2 и 3 кујчи, завише кој колку деца беше, се враќа овде, жените ги оставаа со децата тутуни да садат, тие отидоа таму на работа, како татко ми шатишо, и ние додека можеме да работиме и да доаѓаме летно време, садеме тутун, ко се запослуваме, да работим за тутун во селото или во фамилијата е помалци. И после така се згасеа кујчите. Јас се викам Аврамовски Цвета. Потекнувам од село Долгец, роден 53-та година уште, и никогаш не сум престанал да не идам во селото. Иако сум иселен во Скопје, сум работел и пензија сум дочекал во Скопје, селото никогаш не сум го напуштил. Селото наше се наоѓа на надморска висина некаде околу 716-20 метри надморска висина. Се наоѓа на подножето на планината Даутица, на почетокот на Пелагонија, на главата на Пелагонија. Располагаме со добра планина, со добро поле, со добра вода, со добри извори, да речеме, на селото ги имаме. Иначе селото се занимавало секогаш со сточарство и земјоделие. И од тоа обстанувало, тоа се правеле и кујчи и све. Кујчи има селото, колку жители имало порано и денеска? Порано селото се состоело некаде околу 120 кујчи. 120 кујчи, некаде околу 400-500 жители, што екзистирале тука само од тутун и од овчарство, од стоцарство. Кои се најстари фамилии? Најстари фамилии, можам да потекнам, да речеме, Јовеската фамилија, Аврамовската фамилија, Младеновска фамилија, Цветановска фамилија, Јандреовска фамилија, Лозановска фамилија, Поповска фамилија, мислам дека е реков, или не, Поповска фамилија, што е тедна исто од доста наславите, Ангереска фамилија. И така. Кој му се соседни села? Соседни села на Долгец му се Маргари, Зрзе, Костинци, Црнилишта, што баш ни е драго што е муслиманско село, добро котираме, мислам, контактираме со нив и си живееме. Стровја, Гостиражна, Секирци, Сливје, Рилево. Во која општина спаѓа село? Во општина Долнени. Колку се далеко од Долнени, колку се далеко до Прилеп? Од Долнени сте далеко од општина Долнени, некаде далеко сте околу 20 на километри, а од Прилеп 32-3 километри. Кој му е летна слава на село? Свети Никола или Костадин Елена. Ние си го викаме летен Свети Никола. Така? Да. Како му е името на црквата? На црквата името му е Свети Илија, Свети Илија, што сите, мислам, постарите луѓе го знаат како Свети Никола, пошто славата ни е Костадин Елена, ама јас лично од
музеот на Скопје, на археолошки музеј, Така. извадов документ дека навистина е црквата градена 1450 до 1460 година и под име се води Илија, Свети Илија. Може ли да се сетиш како беше живота на село, кога беше ти дете, да речеме? Многу бурен и весел. Народ имаше, се движеше, многу голема генерација на деца бевме, некаде преку 20-30 бевме само од мојата генерација од 50-та година во село. Сега вака едно. Човек кој ќе се роди, освен воспитанието што го добива од родителите, воспитанието го добива и од даскалот. Како ти се викаш училиштето, колку ученици бете во прво деление и како ти се викаше даскалот? Што те научи да читаш и пишуваш? Мене училиштето ми се викаше Петре Глигоровски. А прв учител ми беше Маринко Младеновски, од фамилијата на Новета. Така? Од таа фамилија. Благодарение на нив, ние завршиле школи, факултети, луѓе и други работи. Да те прашам, колку бевте ученици? Ученици некаде имаше само во моје одделение. Така? 40 деца бене во една генерација од 50-та година и 54-та што се смеша. Мислам што Така. Овде ко учевте од прво до четврто, така? до 5-та. До петто, а? После патуване во основното училиште Исто Петар Глигоровски во Костинци. Пешки, Пешки до 5,5 километри 6. секој ден и во лето, и во есен, и во зима и пролет. И кои ќе се смилат наставниците, кои ќе не видат окапани вода, снегој, кои ќе не видат оддалеку така во и наставниците не враќаат Савата, Зрзе, Долгане, Стровја, Маргари, што се да се вратат, да не настигнат. Имаше некое почитување и од нив. Ова да ми кажеш, како беше организиран културно-забавниот живот? Културно-забавниот живот сами се организиравме и сами си правиме и турнири, одеме на турнири, се одигруваше фудбали, ракомети, шаховски турнири. Самите меѓу себе си организираме селата. Ќе дојде или одеме во Стровја на турнир организираш. Ќе одиме во Рилево, имаше турнир. Ќе одиме во Брилово, имаше турнири на слабите селски што беа. На Петровден во Зрзе сни играле. И така. Ова сега да ми кажеш, ајде не беше надспоредба за живеачката. Тогаш на кога имаше повеќе намус, значи почитување? Почитување на народот. И на народот, и на домашните, во времето ти кога беше дете, ко се ожени, или денеска. Оти да речеме, во нашето време, па да откажено, не смеам да не го подизам дедо ми, да ме рече оди внучко, да ми донесиш жарке, да се запалам и чимучево. Шо велиш? Ќе му однесиш. Морало да му однесиш. Значи старите се почитувале и ден денеска нашите генерации ги почитуваа старите и јас наполнав во еден разговор дека трудот на нашите предци и на нашите татковци не смееме да им го запоставиме. Нашиот труд можеме да го запоставиме. Нашиот имот можеме да јас што сум го запечелил да го продавам. Ама имотот татко ми што го запечелил, дедо ми и предедо ми таму, дека не смеат тој имот да се отуѓува. Тој имот не смее да се запустува, мора да се одржува. Значи апел до сите, нема да дозволат и немој да дозволат. Значи тоа е најтешкото туѓото нешто што го запоставуваат, што го вложувале нашите предци. Зошто е наштана во Скопје туку дека си обнови куќата? Зашо во Скопје, фала му на Господ. Не ми е лошо, убаво ми е све. Значи посебно сум се и со деца и со сите и со старите додека ми беа живи. Овдека ме влечи. Ми е мирен живот, си поработувам, си одржувам, си се занимавам со пчелките, со пчелите. Значи не е животот само да дојдам во пензија, сум дошол и да дојдам да лежам. Да се борам уште, да се борам се додека можам, се борам. Да обстанувам, да помогнам на децата, да ми помогнат, кај него дојде иди синот, да ми помогне. И така можеме да обстануваме. Не можеме да обстануваме само да гледам за мене, за комшијата не. Мора да се гледат и за комшијата, и за мене, и за децата. Така порано беше. И сега уште едно прашање. Ти си млад човек, релативно, 65 години пензионер. И 7. Кога одам по нашето село македонски, ги прашувам старите дедовци, баби, од кај ти е бабичката,
Бабичката ми е исто од село тука, само преку река. Од кај фамилија? Од фамилијата Младеновска исто тука. Така? Да. Како ти е дадала бегалка со страници? Бегалка е зедов. Зошто бегалка? Зашто не ми е дала малце бев темпераментен. Колку време дедо ти? Колку време дедо ти се лутеше? Дедото ми се лутеше да умре. Убави спомени. Па убави кажувам јас. Така е. Ама пуста љубов. Така е. Не може, со жената се сакаме 9-10 години, па се зедовме. Кое време беше тоа? Пролетно, зимно? Тоа е некаде зимно време, јануар месец го е зедов, беше 74-та година. Некојаш домашниве твои внуците не ти велат, абе дедо, ти што ми ја зеде баба бегалка, не овоќе, вие ќе се машам, ќе се џераме. Не, нема да тоа да се дозволи. Све доека може да се држат под контрола и да се насочуваат децата и да се прати љубовта. Кој ќе дојде време да се одомат? Така, да си кажи дома, дека сака да се мажи, да се жени, дека сака да створа фамилија и треба да му се дозволи. Не да се способират и да биде 29-30 години, па и не да се не женат. Да се оженат и да се апелират на младите што побрзо да се женат. Да се мажат. Да се ми здрави жив, да ти е здрава жива фамилијата. Фала исто и на вас. И пожелувам, уште еднаш апелирам сите по селата, не само Долгец, сите што се напуштени од селата, посебно од нашиот регион одека и што обкружуваме од Долневска општина, да може да се враќаат и патот не само до градоначалникот, и до владата апелирам, и до владата, и до министрите, да помогнат на вакви села. Отипато наш не е многу финансиски да оптеретува државата, нема мостови, прав патет, и да се направи за да може селата да почнат нормално да живеат као села, да го растеретиме Скопје. Уште еднаш? Велес, Битола, сите градовите да ги ослободиме малце и од нас. Уште еднаш благодарам на разговорот. И јас ви благодарам и мило ми е што дојдовте вака да направиме едно интервју за село Долгаец. Да се ми здрави. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Како се викаш? Јована. Презиме? Аврамовска. Колку години имаш? 12. У кој училиште учиш? Во Рекожен Зипов. Каде? Во Пинти. Во Пинти, во Скопје? Да. Ученичка како? Одлично, многу добра? Многу добро. Што ти оди најмногу математика, физика, ликовно, физичко, музичко? Све. Се, а? Така. Што те влече одека да дојдеш во Долгаец? Природата. Природата, а? Све друго. Колку време си одека сега, така речено? Една недела може да се каже. Кој ќе се вратиш? Во Пинти, што ќе кажеш на твоите Нема другари? многу, осум си поминала во село. И поканиш да дојдат еден ден? Да. Што правиш? Ништо седам. Арен, Да. како ти името? Халин. Презиме? Аврамовски. Колку години имаш? 9. 9 години. Кој деленија си? Четврта. Четврто, како ти се вика на читаничката? Кети. А Сталинска. другарчето што седи на клупата до тебе? Не ми текна. Што сакаш да бидеш кога ќе порастиш? Белер. Фудбалер? И за кого навиваш? За Манчестер Юнайтед. Добро е. Така. Да не беше по печурки? Да. Набра? Да. Многу би навела дека кога човек ќе дојде во било кое село, за да го праша кај се наоѓа некој негов пријател, вика праша го попот, полјакот, кооператорот и кметот. Добро, ја потекнувам од пошироката фамилија Јандреовски во село. Иначе моето потесно семејство е Стојчевски. Сум син на Ѓорѓија Стојчевски, сега покоен. Имам една сестра и имам еден покоен брат,
Иначе денеска моето семејство имам јас, син и ќерка и 7 внуци. Моите внучиња се викаат Кристина, Душко, Нестор, Ана, Михаела, Михаел и Влад. Јас овде сум роден, до 64 година сум живеел во село, после завршување на осмолетката во Костинци, по барање на дедото на татко на покојната ми мајка, заминав во Гостивар и во Гостивар живеев до 2010 година. Во 2010 година се вратив во селото и од истата таа 2010 година сум жител на село Долгаец. Сваѓа ли твоите внучина овде каде те поседат? Да, баш пред 4-5 дена беа овде, бевме и во посета на манастирот Зрзе. Тоа е моето најголемо задоволство, што покрај синот и снаата беа и моите внуци. Рече дека овдека си повратник, кога си дојде, кога се врати, стоеше ли старата куќа од твојот татко или како? Или пошто денеска кога наминавме, имаш прекрасен двор, имаш куќа кој што наликува на она американска архитектура. Видите, тоа е куќата кај што сум се ја родил. Иначе тоа е куќа на моите родители, изградена во 50-та година, кога јас сум роден. Рекав преска дека кога секој добронамерник ќе дојде во било кое село, да праша кај живее некој роднина, пријател, ќе го праша попот, на времето кога што беше кооператорот, постарот и клисарот, појакот и кметот. Не морам да бидам искрен, дека од моето доаѓање имаше некое мислење на поголем број на моите соселани, дека треба да бидам начело на местната заедница. Се нафатив и со намера да створам едно ново единство на сите мои сожители во селото, затоа што бев сведок на состојба која што во поранешното време секој со секого имаше одредени замерки. Ние денеска во Долгаец сметам дека почнуваме да обезбедуваме едно единство на жителите, а за тоа е потврда и самото почитување на одлуката која што донесовме на собир на граѓани, со кој одлучивме со самодопринос на секој корисник на вода од водоводот кој што е изграден пред 20 години, да обезбедиме доволно средства за да направиме реконструкција на истиот. Суседно село вие селото Маргари. Има ли местна заедница во селото Маргари или потпаѓа под Долгаец? Па слушајте да ви кажам, тие досега имаа местна заедница. Меѓутоа, бидејќи бројот на жители во село Маргари е испод 5, тие имаат желба да се спојат со местната заедница во село Долгаец, меѓутоа е тоа постапка која што треба да ја одлучи Советот на општина Долневи. А тоа што нас не врзува патот, струјата, мислам, училиштето и така натаму, нашите предходно жители на ова село во 2009 година имаат изработено со сопствени средства проект за изградба на асфалтирање, за асфалтирање на патот. Меѓутоа, до ден денеска, тој пат од 4,5 километри до село Долгаец или негде околу 5400 метра до Маргари, не е направен само од неразбирањето на сите оние што ја воделе општина Долневи. Сакам да кажам, од лажните обеќања на градоначалниците. Добар ден.
Не душа, демат, не душа. Арен, Викај, така. Како ти е името? Драган. Што години имаш? Па да ти знам 81 Машала, добре, добре. Од која фамилија си? од Дрндаловци. Од Дрндаловци? Да, Од кого од Дрндаловци? по Саравина. Саравина? Па ја имам роднина и јас сум по потекло од Дрндаловци. Ванка, Тода... Знам, Ванка ми е баба мене. За петата машули што беше мажена во Брилево. не знам. Так. Ни тетка ме. Так. Владо, брат, Попо. Чичко ми е мене. Да, Чичко. Доктор Джедор. Так. Што поработуваш иначе? Пензионер сум сега. Так. Што го живееш тука? Овдека не живеам, во Прилеп сум. Во Прилеп си? Овде кој ќе дојдеш во Маргари, кој ти се комши за лошо заедно, колку умира се број селово? Селово. Ja. Преку летото има 50 души, а преку зимото 5-6 Так. А ми одека во селово кооперација немате. нема. Од кај се здравдувате со леп? Со леп носите едно дете од Дреновци. Аха. Так. Кој му е летна слава на селово? Богоројца голема на 20. Колку кујчи имаше порано? Порано, негде околу 80. 80 кујчи, а? Да, Од кај ти е тебе бабичката земена? од Крапа, Од Крапа? Да. Како ти се викаше? Милица. Милица, жива ти е? Не, Почина, а? Како е седе овој че со свадба или бегалка? а со свадба, каква бегалка. Сува? Свадба имаше Накров качени. многу тогаш. Имаше народ. Што се овде луѓето живеа порано? Сточанство и земјоделие. Земјоделие, а? Да. Кој му се комшиски села на Маргари? На Маргари. Зрзе, Долгаец, Риле одам дека. Подалеку малку се вика. Подалеку. Костинци вие исто ојќу, Костинци, Стровија. Стровја. На пазар ке одате ојќу Прилеп или во Богомила? На времето. Одевне и Богомила али претежно тогаш имаше пазар во Дебреш. Во Дебреш, да? Да. Во Четврток беше пазар де. Четврток. Се предаваше и приберги, патиѓени, барки, гајки, опинци, се предава. Се имаше тогаш. Еми се овде вака човек ќе офати грип за далек ракаде. Прилеп, а? На лекар еве овдека. Во црквава? Да. Дојди по болница и ќе оздравиш. Да се... Иначе, проблем во селава нашиот, во овој крај на Доланска колија е патот. Од Костенци и Рилево му е ептен, ама и овде е ептен, пат нема. Пат нема 3 пати, еве и се пазали има 2 месеца дојдо мере. Готово од Скопје наредено е 2-3 деца бе, млади. Од Скопје наредено ќе се направи патот, еве сега го мериме ние овдека мере, овдека мере, се оздола. Море деца, ни пат ќе се направи, колку пати е мерен, колку пати е барано да се направи патот. Не е никој пат, ни дошол некој да види, ни го интересира некого. Така е. Кој го интересира да прашат за овие луѓе овдека што идат? Само доаѓа, кога дојде време за избори и уште на шами. И тогаш не иде. Долгаец, ако сакаш да пуш. До Долгаец. Таму има почка, народ и таму се... Тама работа до Долгаец, дом да гласам да му се пукам. Па таму е сега. Местна заедница се те направа. Кооперација имаше порано во селово? Имаш. Како се викаше кооператорот? Кооператор, Методија. Методија, а школија, кај имате школија? Школија Долгаец, заедничка, јас од кој знам, а порано била ова овдека школија. По црквата? Во бугарското, ко биле бугарите, српското. Так. И од Долгаец, и од Маргари овдека. Кои времена беа порни, да речеме, си живеел ти во бугарски, српско и словенско, и за Тито и денешно? Кои времена беа вака на Јубај? На Јубај? Јас да ти кажам право, јас сум прошетал многу. Ја бев и Египет на Суетски канал како војник, 60-та година. 61-та си дојде во март од тадека. 60-та во септембар отидов, 61-та си дојде по тадека во март. Тогаш имаше слобода, имаше се. Сега да ти е страв да излезеш на улица на вечер.
Не знаеш кој те пречекуваат и со кого чапнеш муабет. Така е, така е. Ако излезеш онда ја имав тикви насадена, не поминале и обрале. И сега на кого да селото коле сум го видел кој е. Како ќе го видиш што се вика, ни светло, ни има, ни ништо. Што вели, по право се да ти треба да издржиш. Како ќе тераме работава вака. Пат нема, луѓе нема, рами колку сакаш. Рами веќе се тоа рами. Долга е спак уште поешке ни придонесо. Ги избркале сите. Се готови. Ајде кај ќе биде поарно. Порно да биде. Па мора да биде. Не верувам. За мое време не верувам дека ќе биде порно сега. Пораката што вие ја пративте до сите ваши соселани, нека биде порака до сите наши соселани во 1984 села, кои што според евиденцијата на Марио Пилн постојат. Таа порака што ја пратите, нека биде порака до сите наши селани, каде овој тие да се наоѓаат, било во Македонија, било надвор Македонија, да си дојдат дома, да ги отворат вратите, да ги отклучат оние зараѓени катанци, затоа што село без селани не го бива, ама вика старите и на асфалтот, патлиџани и пиперки не растат. Така е. За мене така е то. Епден си во право. Јас ги имам уочено во моје село. Одејќи што ме боли, го зборам. А со мојата професија сум имам достапни региони, нема регион кај што не сум го посетил или дел не знам, се повторуваат исти се сликите сега, негде и полоши. Во Македонски Брод, во Маврово, во високиот дел. Да, во Мариово. Мариово денеска има од 25 села, Мариово има само 150 жители. Па да не зборуваме за Кива Паланка. Кива Паланка исто. Поречијата исто. Демхишарско исто. Дебарскиот дел, кај што живеат предежно православен свети, таму е постоито најаките села, да речеме, со модел таму Галичник, Лазарополе. А уште пострашна слика што денеска младите си заминуваат. Си заминуваат, ама не заминуваат тие од нашите села. Уште е пострашно што заминува државата. Така е, така е. И сега не знаеме кој кај ода. Не знаеме дали ќе ни се вратат дома децата. Излагаат и каква ќе биде судбината, како ќе биде моќна на државата, како ќе се сето тоа изорганизират, да се задржиме, да останеме, или ако сето да не го направиме, ќе изгубиме се, не фамилиите. Ако изгубиш фамилијата, ако изгубиш селото, ако изгубиш градот, изгубиш општината и државата ќе појде. Ќе се разводни, тоа ќе изне... Туку вака едно бе рекол да завршиме разговорот со ова моја заедничка, со ова наша констатација. Ако темело на куќата стои, ако црепот, герамидата ја чувам, ако јас ја сочувам куќата на моите родители, ќе дојдат и внуците, Сите ќе дојдат. сите ќе дојдат. Сите ќе дојдат зоки и јас токму тоа сум го направил. И ако дојде да го посетам селото, праеше црквата своето име, го одбележуваше со одбор и гости канеше. И ја дојдев на втората средба. За првата, не знам, не можев, не разбрав, не ми рекнал се. И дојдов, земав ключевите од татко ми влегов. Има што да видам. Аз сум ги слушал приказните. Ова куќа е правил дедом и прадедом. Кај што седиме овде, ти ја гледаш се бела фарба некако, мислам дотерана како вчера направена. Не е така. Влезе во долниот спрат. Видите дека е кал, зид, камен. Ама вака едно бе рекол, вака би додал. Не се страмиш од тоа што е направено. Тоа е твое. Како да се срамам, бе. Јас сум оплеменил една точка, ќе се разплачу.
една точка во државата, тоа сум го сакал. Гледам дека емоциите. Емоциите пребудиле, затоа и сум дошол без обид. Крово ни паѓат, ние тројца, четворица во Скопје, дедо ми, мајстор ми да плати 6 години во Белград работел, во цеглана да ги плати месторите. А ова куќа е направена од хал, камен и дрво од планин. А ние што направиме? Шетаме во одмор, шетаме вамо таму. Не можеме да го обновиме домот. Но Пише, дедо ми роден, мислам, го направил, татко ми е роден, јас, сите браќа, ајде сега вака да ми кажеш, како се викаше дедо ти? Велен, Татко ти? жив, Баба ти? Дженк, Мајка ти? Велик, Од кај беше мајка ти? од Слепче, А од која фамилија? од Бачковци, Баба ти се сеќаш од која фамилија беше? Дрлевци од Маргари. Од Маргари. Да. Колку браќи и сестри? Сте вие по татко ти, по мајка ти? Ние сме тројца. Така? А татко ми биле двајца, татко ми, чичко ми во ратот, бил долги години, 5-6 години во рат, заболел од ТБЦ, со женени на 29 години починал, немал деца и татко ми останал сам. Бака сега едно би рекол. Вика, старите на мобето му нема крај тука некаде ќе да завршиме овај дел од ова приказна. Со една моја порака уште еднаш. Ова приказна што ти ја раскажа овдека во твоето родно место, во твоето село, Долгорец, оние солзи радосници што протекоа од твоето лице, затоа што си го остел темелот на твојата фамилија, да ги раскажуваш на твоите внуци, а твоите внуци да ги раскажуваат на нивните другари и да ги раскажуваат на прануците кои што тие ќе создадат семејство, да се им здрави жив. Не сум јас само задоволен моите да раскажуваат едно друго. Еве да бидам позитивен пример, нечем со тоа ја да се пофалам. Или еве нешто сум направил, јас сум сакал. Јако дојдов, кога видов корово паднат, а дедо ми ти кажам кај работел и колку работел, да го направи тоа, ние да не можеме да го обновиме. Значи искачам и раце и нозе, ќе направам еден кров. Мислам, само така ако размислува и ако сака луѓето нешто може да направат, да се вратат и да зачува све. Не рекле Бадијала, ластовичката ќе замени на есен, ќе се во африканските земји, на пролет ќе си го најди гнездото и штркот многу пати говорат старите колку ќе има нови гнезда од штрковите во селата, толку нови млади луѓе ќе се родат во селата. Да се ви здрави жив. Фала на внимание, фала не може да слушам, може да се изјаснам, ја го кажав тоа душа.